Председателот на Сдруженијето на тутунопроизводители, маката на тутуноберачите, Кире Ристевски, денес ја одржа пресконференцијата на која ги презентираше понудените цени од тутунските компании за реколтата 2025 година. Понудените цени од страна на Сдруженијето биле 510 денари за прва класа, 450 денари за втора класа и 390 денари за трета класа, со проценка според стариот правилник, со очекување на просечна цена од 420 до 430 денари. На цените кои што откупувачите ги понудиле се многу пониски. Можам да ви ги прочитам и по фирми, која е прва, втора. Италмакс понуди за прва класа 420, за втора класа 360, за трета класа 300 денари и за топунската 115. Тутунски комбинат за прва класа понуди 420, втора класа 360, трета класа 300 денари, допунската 160 денари. Сехе понуди за прва класа 415 денари, втора класа 330 денари, трета класа 250 денари и за топунската 120. Алијанса понуди за прва класа 415, за втора класа 316, за трета класа 290 и за топунската 180. Мисиријан за прва класа 415, за втора класа 312, за трета класа 250 и за топунската 120. Бако понуди за прва класа 420 денари, за втора класа 360, за трета класа 300 денари, за допунска 180. Пашовски понуди за прва класа 420 денари, за втора класа 360 денари, за трета класа 290 денари и за допунската 180 денари. Кавекс понуди за прва класа 420, за втора класа 340, за трета класа 290 и за допунската 180. Сокотоп за прва класа 414, за втора класа 335, за трета класа 250, за топунската 120 и Орбита за прва класа 420, за втора класа 340, за трета класа 250 и за топунската 170. Од овие бројки може да заклучите дека најголемите компании ги дадоа најниските понудени цени. Со ова што не се сложивме и ова ни дава за право да мислиме дека и ова реколта ќе биде со анекс на договори и купување само во прва и втора класа, што за нас не е оправдано. Она баравме ние да си подкранат цените нормално. Она што му понудивме беше реална проценка на класи да се ода и да се окупа тутуно во најдобар ред и квалитето да се плати од неквалитето. Ристевски дополнува дека инкеренциите на Сдруженијето се исцрпени и нивната должност е исполнета. Како решение го нудат вреќањето на стариот закон за откуп на тутун, доколку најголемата асоциација на тутунопроизводители достави негативно мислење за содржината на договорот, откупувачот е должен да го согласи со мислењето на истата во рок од 5 дена. Да се смени член 43 за увоз на тутун, да има забрана за увоз на суров тутун до последниот ден на откупот и измена на член 47 за полагање лиценци, односно не само носителот на договорот, туку и членовите на потесното семејство да можат да полагаат лиценци. Следната недела ќе се достават официјално овие барања до надлежното министерство на веќе закажаната средба, а веќе е оформена и работна група со откупувачите. Во 2023 година се засадени 13.321 хектар, а 2024 забележува пад на 12.959 хектари.